Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona, a na tej lipce, na tej zielonieńkiej trzej ptaszkowie śpiewają. A na tej lipce, na tej zielonieńkiej trzej ptaszkowie śpiewają. Nie byli to ptaszkowie, tylko trzej braciszkowie, co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Другари и другарки, Зора дуо, Александра и Стефан. Добре ни дојдовте во Прилеп прво. Како сте? Само микрофона да се слуша. Супер, супер. Не мора толку близко. Супер, само да оставам хармоника. Да ја оставиме хармониката. Да, добро ве најдовме. Како сте и како патувавте до Прилеп? Со нашиот кампер, со нашиот жолт кампер, стасавме од Струга. Од кај од Струга? Од Струга, моментално од Струга дојдовме, да. Колку време сте сега тука, ми кажуваше нешто, дури се спремавме? Моментално сме од Великденот, мај, кој е точно, ама април, 27. 20 април, баш од Великденот сме тука. Инаку вирална сензација во Македонија и тие снимки кои што излегоа по Facebook, по социјалниве мрежи, бе онака од пазар, од плоштад. Ајде да почнеме од почеток. Александра е од Полска, ти си од градско Македонија. Како, каде? Еве, нека каже Александра. Ајде. Ние се запознавме у Булгарија во 2023 година на 16 мај и почнавме да свиревме заедно и сега сме тука. И свириме заедно. Ајде, кога се решававте каква музика да свирите? Гледаме дека свирите во главно традиционална музика, балканска музика. Кога се решававте, сега ни почнавте со полска песна, имаше спор каква музика да свирите или едноставно се знаеше дека ќе свирите традиционално? Тоа не беше никаков спор, бидејќи Александра нема да свири, да пее ништо друго освен ова или нејзината музика, пошто она како уметник не се наоѓа себе си пред се во, да кажем, модерна музика, освен во традиционалната музика, да кажам, и нејзината собствена, така да еве може она само да каже за тоа како и се допаѓа балканска музика. Да кажи ми каков ти беше почетокот со балканската музика? Ете сте се запознале во Софија, ти си живеела, си учела, таму си работела, веќе ти било познато, ама еве кажи ми прв пат кога се сретна со балканска музика.
Прв пат то во Меше у моја мајка. Имаш Моја мајка со балканско музика. во Меше на мојата мајка. Кога јас бев во Меше. Има еден албум, Горан Бреговиќ снимат албум со полска пејачка вика се Каја и таму имаш од Бело дугме песми со полски текстови. И мајка ми то, ама е традиционална дувни инструменти, Да, со туби, да. Аха, со плех оркестар, Так. пошто е познат Бреговиќ, да речем. Да, и то моја мајка е многу сака ова музика и то бев прв контакт, а после јас ми е интересна традиционална музика од секаде. И кога живеев во Краков, одив на многу работелници со украински песни, со не знам, беларуски песни. И имаш исто учители со учат српска, хорватска песни, тоа е изворно како се вика. Така. Со герло, само без инструменти, они одат во села, барат песни и тоа беше мој прв контакт со балканска, може да кажам, музика. Така, и првиот контакт беше прва љубов одма или ти беше малку чудно, онака сега, дали ова мајкапов ти, дали... Знаеш, ове песми што со само за гласови без инструменти, јас сакам, ама ја имам малку поетска душа. И за тоа ми се свигат македонска староградска музика, е преубаве хармонија, преубава мелодија, многу нежно. И така музика ја сакам. Таки имам темперамент. Не сакам кога е гласно, не сакам кога е динамично, никај во живот не свирев во панк, рок. И затоа сакам ова музика многу. Ти, Стефан, твој развој во музиката како беше, како стигна до традиционална музика, сепак кога сме млади, речеме, стално ни е некој рок, не знам, поп-рок, такви жанрови. Дали помина низ тие фази да дојде? Не, јас никогаш не поминав преку тие фази, не знам зашто и како, али јас уште од мал бев најфасциниран бев од староградската музика, покрај, да кажам, челгиска, што се само чешти инструменти. Највеќе сакав хармоника кај што, доминираше мелодија од песна кај што е отсвирена на хармоника. Значи растеше со Милан Завков. И точно, со Милан, со Корчо и така натаки. И немав некоја си голема желба како мал, бидејќи слушав и ми се свиѓаше, но не посветив толку време и внимание да свирам, бидејќи јас почнав во оркестар во основно училиште, свирејќи, да кажам, класика што имавме во оркестарот песни, пошто не смеев на таму никакви староградски песни во оркестарот и затоа и не свирев, да кажам, толку често и толку не бев толку внесен во музиката. Додека во втора година седно ми се јави желба да изучувам повеќе и тогаш одев на приватни часови и тогаш почнав да изучувам староградски песни и се повлеков во тоа. Дисте рок фази не си поминал? Не сум поминал, да. Дали помина, пошто свириш хармоника, тој е еден од најпознатите свадбарски инструменти, дали имаш помината свадба фази? Имаше период, знам на почетокот кога почнував, има фаза кај што свирев хардвел, песни на хармоника, Авичи. Имаше таков период кај што не знам, па можда година-две, буквално слушав на YouTube, не знам, што ќе испани нова песна од Авичи и ја свирав на хармоника. Ама беше краток период, не знам, година или две, пред да почнам со староградскиот, значи тој беше таков период. Али рок или поп не сум бил никогаш заинтересиран. Да ја оставиме малку сега музика настрана, нешто што си направивме нововет, сега ве прашувам кај живеете, што живеете сега ти тука, таа е од Полска, кај сте стационирани и ми кажавте дека од декември всушност не сте никаде стационирани. Секаде сме стационирани. Како? Кажете ми како оди тоа, дека од декември веќе сме 6-ти месец, така, при крај на шести. Значи, повеќе од 6 месеци, повеќе од половина година вие сте на пат. Како функционира тоа, дечки? Како живеете? На почетокот многу интересно.
нашата желба беше како поминаме зима. Ние двајца не сакаме не ич ладно. И одлучивме, живевме во Полска 9 месеци, таму имавме работа, јас имав фирма. И одлучивме да сакаме малку авантура заедно. И имавме голема желба двајцата што имаме кампер. Не имавме толку многу пари и мој дедо, што е многу позитивно луди човек, одлучив да купи стар кола Volkswagen T4. И купив нам тоа за подарок на свадба. И направивме во... За секоја луда идеја треба луд дедо. Да. Ако треба... Да, ти треба подршка. И ја тоа имам во моја крв. И што после? Да, и ние одлучиме да го конвертираме во кампер, бидејќи беше празен. Празно комбе и го конвертиравме, наредовме компанија што ги конвертира комбиња во кампер и рековме најбрзо што може, дали може за месец дена да го направи, рече може. И рековме добро, месец дена и заминуваме баш во декември кога ќе е ладно во Полска, заминуваме за Тенерифе. И заминавте за Тенерифе. Ај кажи ми сега како свиревте таму традиционална балканска музика во Тенерифе? По патот не беше ладно, беше декември. Костасавте во Тенерифе? Да, во Тенерифе, во Спанија. Во југот на Шпанија. Прв пат свиревме во Кадис, убав град, само на обала. Да. На обала. И там свиревме прв пат во не во Нова година. За Нова година беше првиот пат заедно, баш на 31 да. И там ја то памтам во еден дедо стар слуша нас и дојдов доле од нејзин стан. Седнав на улица со нешто, не знам, дринк. И слушав, мислам, две часи, 2 сати слушав и многу вика, јас се надевам, пак дојдете тука. Ве чекам. Значи му треба на Кадисова и балканска музика. И си изненадивме, бидејќи он беше шпанец и рече дека му треба на Кадисова, вика ве чекам пак и буквално се симна од зграда доле, не слушаше 2 сати. Супер, значи не само ние на Балканов што сакаме латино музика и латините сакаат балканска музика. Значи тоа некако е јужњачка љубов кон музиката на различен начин, така. Што да ве прашам друго, но имате многу толку работи ми се врта во глава што не знам што побрзо во приле прво да не забораваме да кажеме дека сте тука во Калинка, благодарение на Калинка. Од нигде никаде ви знајдове по Facebook и ве поканија, така да фала ви дечки што ги поканивте, таман и јас да си ги снимам. И јас така видов дека свирите тука и контактиравме, добро што имате и телефон на Facebook, па не мора човек да го бара. Точно. Кажете ми дали планирате да влезете в студио да снимите нешто? Тоа не е во план и сакаме да го направиме тоа што поскоро. Во план ни беше уште тука во Охрид да го направиме кај мој другар што има студио, ама не знам дали ќе успееме бидејќи заминуваме за Полска во среда. И ако не успееме тука, дефинитивно сакаме да го направиме тоа во Полска. И барем 5-6 песни да бидат минимум. Од традиционални песни сакате? Да. А дали би оделе, сега вие воглавно свирите во живо со 2 инструменти, значи под снимките може да се види дека има хармоника и тарамбука, има некој што има виолина, гитара, видов и со трет човек со гитара има снимки. Дали ви оделе на комплетни аранжмани или ќе си одите она како што сте во живо, така да си биде истина? Тоа е многу добро прашање, бидејќи ние почнавме како двајца, али баш додека почнавме како двајца, баш самиот почеток во Тенерифе ни се придружи гитарист шпанец, што исто е љубител на балканска музика и они се придружи и се вративме, буквално се продолживме сами и имавме желба да направиме поголем бенд, многу. И на крај пробавме со неколку пријатели што ги имам тука и некако не се вклопивме и само се рековме можеби треба да продолжиме двајца. Пошто имаме желба, али не сакаме да форсираме ако не дојде природно и да нема полошо од форсирање на. Да, и затоа реков пробавме, видовме со 20 или 30 пријатели музичари, пробавме, не се погодивме
ќе видиме, останува отворено, али не сакаме да форсираме. Кажете ми, кому кажавте на луѓе кои што ви се најблиски тука дека идите за прилеп. Каков е фидбекот тие што ви рекоја одите за прилеп, добро. И што очекувате од тоа што ви го кажа? Прв пат сте тука, така? Па во клуб да, али често идевме ние на пазар, бидејќи почнавме ние во Македонија најчесто со пазари, бидејќи најголема љубов имаме кон пазарите, да кажем, со музика и највеќе добиваме позитивни фидбек, али и најубава публика, можам да кажем дека за пазарите, пошто се најчесто повозрасни луѓе кои што се сепак прибрани, мирни, расположени за музика. Секогаш отворени да ја слушнат и баш поготово луѓе што никогаш обично многу ретко слушаат во живо музика, бидејќи знаеме тука баби и дедовци. И они викат ти, доаѓаат и викат ти, вау, прв пат слушам ова песма од 20 години. Ми разубавив срце, ми развесели ден, знаеш, и то ми одма ми се солзи. Да, бидејќи ние помладите знаеме, бидејќи сепак ние помладите знаеме да одиме на свирка во кафич, во ресторан, но постари баба ми, она не била на свадба или на свирка со години. И прва прилика што може да слушаме музика е стварно ако следи некој на пазар, бидејќи он е таму и најчесто. Тоа е супер филозофија, уствари, да никогаш не сум го размислувал, али има голема вистина. И ние не знаеме дека не го искусиме, дека дојдоа луѓе сами ни кажа дека поразмислив дека стварно, ако не биле на свадба кај внука или внук, нема друга прилика кај би можеле да слушнат во жива музика освен на телевизија. И благородна ви емисија, не само што е интересна, онака да луѓе кои што долго време не слушнале ништо во живо да слушнат. Да. Изненадени. Да, и тоа е изненадени на них. Они одат, носат нешто, не знам, тешко кесе со патлиџани и гледа музика, некој свира. Чита, полјакиња пее македонски песни. Леле, убаво, застане. Дојде другар му, разговарат, се запознат. Тоа е цела специфична ситуација. Базар е супер. Документарец, снимање за документарец. Последно прашање за тебе, знам дека имате од скоро цел Балкан репертоар. На кој балкански јазик ти е најтешко да научиш песна? Мислам, не слушав ни една песма од словенска. Да, не слушав ни Словенија. Не слушав ни. Словенија нема слушав. На кој јазик ти е најтешко да научиш? Дали на македонски, на српски, на бугарски? Мислам дека на словенски бидејќи нема слушнати него на јазикот. Немам ни ич контакт, не слушав. Српски, македонски. Српски е најсличен до полски јазик за мене. Тако ја чувствувам, има многу слични зборови, посличен е од македонски. Во секој случај. Затоа што на север како што Да, и затоа останативе се хрватски, босански се, да кажем, исти. Ама мислам дека словенски најпроблематичен бил најразличен од сите јужнословенски јазици. Се реално ние него ни разбираме. Ние српски разбираме, бугарски разбираме, босански, хрватски. Затоа мислам дека најпроблематичен би бил тој. Затоа и не го свиреме, не свиреме такви песни. Не слушнав. Ни една песма. Може треба. Другари, фала ви за муавето. Се надевам дека ви беше забавно, дека ја раскажавме приказкава накратко, збиено. И се надевам дека следен пат кога ќе имаме можност и ќе посвириме нешто заедно. Обично јас така ги правам емисиите. Ама сега пошо на брзина договара и ние треба да се спремате за свирка. А дозгора се до тој мене ми треба поќе време да научам една песна, не се договориме. Народно многу не свирам. Фала ви уште еднаш многу. Посакувам да имате супер концерт. Имате супер свирка, да ве прифати прилепската публика и да се гледаме почеста. Па да, еве, старите не прифати и не сака да видиме младите, дали? Сега му е ред на младите. Не се сомневаме, еве, утре ќе ја гледа емисија публиката или во понеделник, зависи како ќе стане. Да, еве, да ги прашаме по младите, да ги кажеме да кажат за фидбек, бидејќи нели постариве го знаеме веќе фидбекот е позитивен и не чекаат буквално кога доаѓаме тука, веќе имаме публика од околу кои што доаѓаат, ајде браво, ве чекаме, супер што дојдовте. Ali еве да кажем
место ми изгледа културално и убаво, мислам ќе биде супер. Така што Единственото место во Прилеп каде што има алтернативна забава. Тоа е се друго останато е малку да не го коментираме какво. Ќе го оставиме во молк. Фала ви уште еднаш и се гледаме во наредна прилика и чекаме сниман материјал нормално во студио. Супер. Договорено. Фала. Добри, се гледаме. Чао. Фала.